Директорот на Македонската агенција за филм Горијан Тозија го обвинуваат дека направил шема слична на ФИКОМ шемата во Загреб. Порталот МКДМК пишува дека стан кој веќе еднаш го продал на семејство од Македонија, повторпат го продал на свој пријател за да излезе од наводните коцкарски долгови. Бам, ја отварам твојата врата, премногу во долг тече голема камата. Да не се карам, ајде плати ја одман, не треба никаков документ ни банота. Ексклузивно интервју со измамениот кој се жали дека повеќе од 25 години не може да си ги врати своите пари. Почитувани гледачи, добро вечер од Загреб. Јас сум Љупчо Златев, а вие ја гледате четвртата епизода на истражувачката емисија Блиц. Во неа, со факти, аргументи, тврдења и документи, ќе истражуваме работата на еден државен службеник. Затоа што сите вие кои плаќате данок и секојдневно со вашата работа придонесувате за државата, имате право да знаете што прават оние кои живеат на ваша сметка. Горијан Тозија е директор на Агенцијата за филм. Државна институција во која директорот го назначува владата со подписот премиерот лично. Тозија беше еден од предводниците на шарената револуција, а во минатото има обавувано високи државни функции. Своевремено беше и директор на Вардар филм. Тој е долгогодишен филмски работник. Неговите колеги за него велат дека е вреден и посветен продуцент, кој се докажал продуцирајќи стотици филмски проекти, помеѓу кои филмови за западниот пазар. Пред дождот, еден од најпознатите филмови во македонската историја е продуциран токму од него. His photographs were like moments of truth, captured forever. Но Тозија очигледно има и друга страна. Интернет агенцијата МКДМК на 9 овој месец објави статија во која обелодени измама која актуелниот директор на агенцијата за филм ја направил во 90-тите, додека работел во Загреб како продуцент во еминентната балканска филмска куќа Јадран филм. Пред 26 години во Загреб Горијан Тозија еден стан го продал два пати. Еден од оштетените најавува нов спор, напиша МКДМК. По овој текст во кој беа изнесени шокантни сознанија, Блиц стапи во контакт со оштетените, за да видиме за што станува збор и дали се работи за вистински случај. Телефонски го контактиравме Милан Јаковљевиќ, кој се жалеше за МКДМК. Господин Милан? Јесте, шефе мој. На телефону е Љупчо Златев, новинар из Скопје. Љупче? Да. Па е ли има у Скоплju друго име сем Љупчета? Цело Скопле све Љупче, Љупче Да ве спитам. Ево, слушам. Ви сте имали неки проблем са Горијаном Тозијом? Нисам проблем имao, него едноставно не проблем да ме преварио за паре. Тоа е едини проблем. Други проблем нисам имao. Каква превара вам ја урадио? Па превара, продал ми е стан, кој е 2 пута продал. Може би веќа превара. А ми пријатели били сваки дан јели и пили. По обавениот разговор нас ни беше јасно дека не станува збор за измислен случај, туку за афера од голем формат. Иако делото е направено пред 25 години, се уште не е расчистено, а по поставувањето на ваква висока државна функција во Македонија на Горијан Тозија, за која тој дознал преку јутарњи лист, измамениот повторно ќе си ја бара правдата. Во документот за продажба до кој стигна агенцијата Лидер, стои дека на 5 февруари 1992 година Горијан Тозија го продал својот стан во елитната загребска улица Зеленгај на семејството Лабош. За продажбата Тозија примил 260.000 германски марки.
Една година подоцна, на 5 мај 1993 година, Тозија го продал истиот стан на господинот Милан Јаковљевиќ за 150.000 тогашни германски марки. За првиот договор за продажба на станот Горијан Тозија платил и данок, за што добил и официјална потврда која пристигнала на адресата на која што тогаш живеел во Загреб, Месничка број 32. Документите до кои стигнавме покажуваат дека Тозија самиот платил данок и за втората продажба на неговиот стан, кој бил продаден на господинот Милан Јаковљевиќ. Плаќањето на данок, според оштетените, јасно покажува дека Тозија измамата ја направил целосно свесно и со намера. Иако станот веќе бил продаден и бил во владение на новите собственици, во вториот договор со Јаковљевиќ кој е подпишан од продавачот и купецот, во членот 2 стои дека не постои никаква пречка за купопродажба на станот. Доколку се споредат двата договори, станува очигледно дека се работи за истиот стан. Станот број 1 во објектот Силвија со ознака 13, кој се наоѓа на адресата Зеленгај број 67. За двете продажби Тозија заработил 410.000 марки, пошто оштетените тврдат дека тој со парите побегнал од Хрватска во Македонија, а тие останале заглавени во судските лавиринти. Екипата на Блиц го посети Загреб во обид да го пронајде спорниот стан и неговите купци. Станот се наоѓа на една од најатрактивните локации во Загреб, на само 150 метри од председателската резиденција. Се обидовме и успеавме да ја пронајдеме зградата во која се наоѓа станот кој господинот Горијан Тозија го продал два пати. Се работи за адресата Зеленгај број 67. Тука се наоѓа станот. Сега ќе се обидеме да го добиеме господинот Милан Јаковљевиќ, кој го купил овој стан по втор пат. По половина час пристигна и Милан Јаковљевиќ, кој е еден од измамените. Тој е траен инвалид, кој без помош на неговиот син не може да се движи, но вели дека и покрај тоа ќе си ја бара правдата. Се наоѓаме на улицата Зеленгај број 67, пред зградата во која вас ви се случила некаква измама. Што ви се случи овде? Па јас се сад налазим с вама испред зграде кој се налази стан од Тозија Горјана кој ми е продал 93. године и кад ми е отворио клjuč и дао браво, после нисам био тог момента имао информацију да још продал прije мене другим људима. Значи овдека се наоѓа тој стан кој е два пати продаден. Два пути е продан и ја кад сам долазио ту, онда су суседи пријавили полицiji da sam ja provalio zapravo, a ja sam bio vlasnik, imao sam ugovore, platio porez i sve. I onda smo započeli sudski proces u kojem sam ja dobio suposjed, ali mi je bilo žao tih ljudi koji su prije mene kupili i ja sam im to predao bez ikakve naknade sa namjerom da ću od Tozije naplatiti. Затоа што сте во лоша здравствена ситуација, би сакале ли да седнете да направиме едно интервју? Pa što se tiče zdravlja, ja mogu toliko da jedan intervju gdje vi kažete ćemo obaviti. Međutim, ja mogu da dođem, sada sam se već oporavio, nisam zbog toga ga nisam mogao ni tražiti koliko sam trebao, uvek mi se skrivao, ali ja bi došao, imam namjeru doći u Skoplje, da ga osobno tražim sada, jer čujem da opet je na dobroj poziciji i da dosta zarađiva. Hvala vam. Idemo. Idemo. Кога го посетивме домот на господинот Јаковљевиќ, свативме дека тој е еден од побогатите и помокните жители на Загреб. Иако е србин по потекло, Јаковљевиќ со години со своите бизниси успева да опстои во Загреб. Во комунистичкото доба бил директор на хрватскиот трговски гигант Славија. Весникот Национал него го опишува како контроверзна фигура, која е позната по тоа што луѓе заинтересирани да земат пари на заем од лихвар ги поврзува со лихвари.
Но, како што кажува Јаковљевиќ, човек како него бил близок пријател со главниот лик во нашата емисија. Човекот кој во последните 15 или 20 години обавувал високи функции во Македонија. Добре дојде за Милан Јаковљевиќ, бизнисмен од Загреб и пријател на Горијан Тозија. Да. Господине Јаковљевиќ, вие сте имале во 90-тите некаква ситуација со господинот Горијан Тозија, кој сега е директор на Агенцијата за филм во Република Македонија. Што се случи со него? Pa ja sam Gorijana Toziju poznavao jer je živio i boravio u Zagrebu. Radio je predstavljao se kao režiser i filmove i to. I u jednom momentu smo se dobro družili i u jednom momentu je došao u nekakve financijske probleme i krizu i došao je kod mene u ured molit da li bi ja htio kupiti njegov stan koji se nalazi na Zelengaju 67. I kako sam imao novaca i mogućnosti, prvo sam mu htio i pomoći, a usput ajde pa da kupim i stan ili stan na ekskluzivnoj poziciji, tako da i nije bilo takvih stanova. A znao sam da je njegov stan, jer sam ja u firmi građevinskoj intervenirao da njemu uopće proda taj stan jer je bilo teško za dobiti. Вие му помогнавте на господинот Тозија да го купи тој стан? Да купи, прво да купи он. Каде се наоѓа тој стан? Која е таа ексклузивна локација? Pa je ekskluzivna je lokacija u Zagrebu, to se zove, mislim, taj predjel se zove Zelengaj, na Tuškancu, gdje je top pozicija, A pozicija, gdje se nalazi bili predsjednički dvora. Значи, тоа е на некои 150 метри од председателската палата? Да, само контраstrana 150 метара. И вие му помогнавте на господинот Тозија да го купи тој стан? Да. Како му помогнавте? Pa pomognem zato što sam dosta imao utjecaja i ljudi i mogućnosti i politički i svakakvi svojom pozicijom i onda sam mu sredio da on kupi i prošlo je možda iza toga, možda svojih godinu dana ili 7-8 mjeseci, ne znam sad točno, protek vremena, i onda je on došao meni kukati i plakati u ured da bi on taj stan prodao i da bi najrađe prodao meni. A zašto sakaše da go prodaде тој стан? Pa zato jer imao neki financijski problema, neki ljudi su ga proganjali, pozaduživao se ovo ono, pa da će ga pretili su mu da će ga ubiti, da će ga ovo, da će mu ono, i meni je bilo žao. Ja smo bili dobri, ja sam ga ovako poštivao, bili smo cijenio sam ga kao dobrog čovjeka. Do sad ni nismo imali nekakav nesporazum i povjerovao sam mu i platio sam mu stan, napravili smo ugovore i ja sam platio porez i uzeo sam ključ, on me vodio u stan da mi pokaže, otvorio mi, stan je bio prazan, bez stvari i ljudi. Koliko mu plativte za ovo? Pa platio sam mu 170 miliona dinara. Ali oko 200.000 eura. Što vi iznenaди posle toga? Pa poslije toga sam se desila nesreća gdje sam ja 93. 9. mjesec nastradao, pa sam bio 3 godine u bolnici, pa nisam mogao da ga tražim, on je se odselio za Makedoniju. Откако вие го купивте станот, се вселивте ли во него? Што дознавте? Pa ja kad sam počeo dolaziti u stan, onda su susjedi zapravo javili prethodnim kupcima kome on još jedan put prodao. Значи, господинот Тозија, da, еден стан je prodao prvo njima, pa onda meni. И откако вие нели се вселивте во тој стан, од кога почнавте? Nisam se htio seliti, samo sam dolazio, gledao, vodio projektanta da bi to ovo. Onda su susjedi nazvali te prave zapravo vlasnike, kojima on prodao prije mene. Gospođa je bila po nacionalnosti Makedonka i muž je radio u Švicarskoj, ona je bila tu i onda su mene zvala policija. Mislili su da sam ja provalio. Ja kažem nisam provalio, ja imam ugovore, ja sam kupio stan, ja sam vlasnik stana. Kako su oni vidjeli papire i ugovor, onda su oni rekli mi tu više ništa ne možemo i rekli su tim vlasnicima da tuže sudu. Имаше судски процес? Imao sam sudski proces, vodio se sudski proces, gdje u procesu se utvrdilo da smo zapravo prevareni i ja i oni, ili neko od nas dva. Дека еден стан е 2 пати продаден? 2 put je prodan, a onda je sud osudio i meni i njima su postio da možemo i ja i oni biti.
Дека вие цимери сте веќе, заеднички вие станат. Да, пошто su oni bili familijarni, a ja nisam imao potrebe, imao sam stanarskog viška prostora, nisam bio tako da nemam. I u jednom momentu, meni, posle procesa, posle svega, meni je došlo žao i onda sam pustio im da oni se useli i rekao sam, ajde, ja vas neću ništa tražiti, a ja ću ganjati njega. Почнавте да барате пари од господинот Тозија, односно да ви ги врати парите кои сте му ги платиле. Da. И што се случи? Pa, kad sam se malo oporavio od moje nesreće, onda sam došao u Skoplje. Spavao sam u Grand hotelu u centru i došao sam tamo preko neki ljudi slučajno koji ga znaju i na telefon i on je došao meni na sastanak. Nije ni znao da sam ja došao. I onda počeo me opet grlit, ljubit, bratko, bocu viskija na stol i kao donešće mi ujutro nešto para. Ne sve, ali kao ujutro će mi donesti jedan dio. Međutim, to jutro opet se više nije javio. И од тогаш вие го барате господинот Тозија, се обидувате да го најдете, да си ги вратите парите кои сте ги платиле за станот и на што налетувате? Puno sam ga puta tražio, onda sam ga opet isto 2 puta našao, onda mi dao nešto sitno, možda nekakvi 20.000 maraka. I tako, i da hoće da sad snima neki film, da je ovdje bio u to vremenu kad sam ja dolazio u Skoplje, mislim da obavljao dužnost direktora Vardar filma. I rekao je sad imam snimanje, sad radim za strance, sad snimam film, čim bude ja ću ti isplatiti preko tih poslova, preko ovoga i tako me uvijek obećavao. Pošto sam ja u toj situaciji zdravstvenoj da ne mogu hodati. Ви ветуваше ли некакви проекти дека нешто ќе ви префрли пари преку nekako filmski projekt ili nešto slično? Pa ja znam da se on s tim bavi, ali on je uvijek meni bi rekao da će raditi nešto za Zagreb, pa će mi se probati odužiti, pa da ima strance nekakve da radi. Pa onda jedanput, onda sam čuo da su ga promijenili, da više nije direktor Vardar filma, pa uvijek mi da je sad radi za neke strance, pa onda i tako mi se uvijek izgubi trag, ne stigne. A meni je svaki put obećao da će mi raditi, da ne može sad nam je dao odjedanput, ali da radi neke projekte sa Zagrebom i da će probati preko tih projekata, da će reći ljudima da mene isplate za njega dug. Što mislite, kako zaglавил господинот Тозија во таква ситуација да влезе во таков долг за да мора да направи ваква ситуација? Pa ja kad sam ga upoznao u Zagrebu, jer smo se puno družili, meni je slovio onako dosta ispravan i pošten, kavalir je bio, međutim jako je pio, kocko je, kazina i koristio razna ta sredstva i došao u jednu krizu s tim ljudima gdje su ga ucjenjivali onda za novac. On je od svakog posuđivo. Mislite na kamatari? Da, na kamatare, jer oni su ga ganjali, terali, to je bilo onda, jer on je svaku noć bio u kazinu i uvijek je posuđivo kao do sutra, pa ne znam ovo. I tako je došao u jednu krizu gdje je zatvorio jedan krug, gdje više nije mogao i onda je morao varati, a varao je kad sam ga ja napao u Skoplju, pa ja kaže, dobro, kako si me mogao prevariti, jer smo prijatelji. Pa kaže, jedino si mi ti vjerovao, drugi mi nisu vjerovali. Zato sam te prevario. Сега, колку што ни кажавте пред ова интервју, вие ќе одите во Скопје да го барате господинот Тозија? Pa ja ću doći u Skoplje, naravno, sada kad znam da opet nešto radi i ja sam se dosta oporavio zdravstveno i imam namjeru doći posle ovoga, da dođem i da se s njim nađem i da vidim kako on to sada želi i na koji način mi želi vratiti. Тој сега води една државна институција, тоа е Македонскиот филмски фонд, Агенцијата за филм, односно. Дали мислите дека еден човек кој со вакви активности се бавил во својот живот, треба и заслужува да води една државна институција? Pa ja sad ne bi išao tako daleko da se miješam u institucije, pogotovo Makedonije, jer to je meni nepoznato i ne znam koju funkciju on sad obavlja, a sasvim sigurno, a već čujem iz više puta da je mnogo ljudi prevario i da je mnogo ima dužan, pa onda sigurno da ne bi takav čovjek mogao biti na takvom mjestu koji obavlja jednu takvu javnu ličnost, i da na taj način posuđiva i da vara ljude na bazi svojega imidža ili svoje pozicije.
За обвинувањата за измама стапивме во контакти со директорот на агенцијата за филм Горијан Тозија. Во разговорот господинот Тозија во неколку наврати се обиде да ме навреди и да го стави под знак прашалник мојот кредибилитет. Откако разговорот беше прекинат, во СМС порака му побарав термин во кој пред камера ќе одговори на обвинувањата од семејствата од Загреб. Затоа што не можам да дозволам некој да ме навредува, не сум мазохист. Во понеделник наутро прецизирајте точно преку СМС кога во просториите на агенцијата за филм. Може да дадете изјава и да покажете документи со вашата страна. Се што ќе кажете во камера, интегрално ќе пренесеме во емисијата. Му порачав на Тозија, на што тој одговори. Во 10 часот те чекам и ќе го продолжиме разговорот од телефон. Не се навреди. Твоите известувања на многу луѓе им беа ноќна мора и тоа треба да си го сносиш. Понеделник, 28 мај, 10 часот и 7 минути. Се наоѓаме пред агенцијата за филм. Пред малку влеговме на закажаното интервју со господинот Горијан Тозија. Тој не пречека заедно со неговиот адвокат и снимател кој цело време не снимаше додека разговаравме. Тој одлучи да не даде интервју, туку неговиот одговор да го даде во писмена форма. Да ја погледнеме атмосферата од нашата кратка средба со господинот Тозија, пошто јас ќе го прочитам неговиот одговор на обвинувањата кои ги даваат во Хрватска. Ајде, ајде, повелете, ајде. Ја имам камера, сакам да го регистрирам целото ова и спрема законот на кој ми дава право, јас го викнав мојот адвокат, мојот адвокат и ја донесов следната одлука, почитувајќи го искуството од поране на други мои колеги, јас одлучив по писмена форма да преку мојот адвокат ќе ви го давам ова. Јас се надевам дека ќе ве прати вашата професионалност. Ако имате дополнителни прашања, слободно по мир. Имаме време денес. Јас затоа реков кратко да биде, концизно и ово. Аз не сакам да навлегувам нити во разлозите кои ве натерале на ова, мене ми е доволно јасно, нити понатаму да создавам тема на денот да биде агенцијата преку мене, владата е инволвирана во надписите, партијата која ја состави владата. Мислам, вие сте доволно професионални. Ја мислам дека најдобро би било, уште еднаш ќе ви, јас ова ќе го прочитам, нема никаков проблем. Но сметам дека за ваше добро, доколку сега више не можам да ве разубедам, нели? Најдобро би било, ако сакате да дадете видео изјава. Значи вака, прво да се разбереме. Може тука да има и конфликт на интерес. Телевизија Алфа, вие представувате телевизија Алфа во случајот или не? Не, јас сум си независна продукција која работи за телевизија Алфа, да. Значи ова што го разговараме го правиме за телевизија Алфа, така? Да, ќе се емитува таму. Ќе се емитува таму. Значи може да дојде, не знам, јас правник не сум, затоа и адвокатот, телевизија Алфа големи средства должи на агенција. Ние сме во спор со телевизија Алфа. На суд сме со телевизија Алфа. Добре, како сакам? Значи, второ, знаете што е главната причина, дека се создава материјал од нешто што нема материјал и дека тоа фактички е со цел на злоупотреба на, како да кажам, на етерот и на, значи ќе се сниме на јас максимално ќе си ги користам с моите права и лични и како агенција спрема законот за медиум. Доколку има елементи, јас не сакам ова да го разберете како да ве заплашам, доколку има елементи, јас ќе се обидам тоа на суд да го докажам дека е ова многу злонамерно направено. И на сите нас ви е јасно. И вас ви е јасно, пазете, на некој да му текне на 26 години да копа по мој приватен живот. Тоа ние можеме вака уште 2 дена да се расправаме. Вие самиот одлучивте како ќе се браните во случајот. Јас ова ќе го прочитам, тоа не е обврска законска. Во согласно со моите законски права, толку од мене. Ви посакувам се најдобро. Исто има. Ова навистина вака што има снимател, не знам од каде оваа пракса. Ова ми се има случајно само на 2 места. Само исто ќе го кажам ја. Кога сум снимал интервју кај Воислав Шешелј и кај вас.
да има снимател уште еден присутен. Борислав Шешел е можда злосторник, меѓутоа сигурно не е глуп човек. Во одговорот кој ни го даде писмено, господинот Тозија не негира дека станот го продал 2 пати. Само вели дека вториот купец бил рекетар. Тој во одговорот ги напаѓа и новинарите кои објавуваат, велејќи дека тие работат по диктат на извесен Винко Грубишич. Одговорот на Тозија ви го пренесуваме во целост. Згрозен сум, но не изненаден од изнесените лаги кои тенденциозно сакаат да му наштетат на мојот интегритет и воопшто на целата стратегија во филмската дејност, која тргна во правец да се пресмета со криминалот, што сериозно и се закани да ја уништи и да го плячкоса буџетот на Република Македонија. Крајно непрофесионална и малициозна е кампањата што ја спроведуваат известни медиуми, блиски до поранешната власт, кои под диригенство на криминалното подземје во Хрватска блиско до Винко Грубишич и Јадран Филм, кој не успеа да извлечи со измама 4.600.000 евро од буџетот на РМ за наводно снимање на серија Македонија, да се осветува по секоја цена пласирајќи лаги. Доволно е да се запрашаат зошто некој би изнесувал наводни информации стари 26 години, дури сега. Што се однесува до наводната продажба на стан, најодговорно тврдам дека истата беше правно реализирана. Лицата кои се појавуваат во овој монтиран прилог во хрватската јавност и медиуми се познати како најперфидни рекетари. Прилог архива на весникот Национал. Дека се работи за чиста конструкција и злонамерност, лесно може да се утврди од документите кои во прилог ви ги доставувам од надлежните судски институции во Хрватска, во кои јасно се потврдува дека немам, ниту пак сум имал некогаш кривични дела. Овие безсмислици нема да застанат на патот Јадран Филм да ги врати средствата што ги злоупотребил од македонскиот буџет, во висина од 1.300.000 евра. Затоа финансиската полиција поднесе кривични пријави против Винко Грубишич, нарачателот на ова безсмислено и лажно дело, со цел да се изврши притисок врз судовите и врз мене лично, во моментот кога правниот систем, судот и јавното обвинителство треба да донесат пресуда за малверзациите околу ТВ серијата Македонија. Вели Горијан Тозија. Тозија со овој одговор отвори неколку прашања кои воопшто не се битни за оваа тема, но не ни одговори на клучните, а со тоа што не прифати да имаме телевизиско интервју, ни го ускрати правото да поставиме неколку прашања, како на пример, дали го познава господинот Милан Јаковљевиќ, дали му должи пари, дали и како заглавил во долгови, зошто бил принуден станот да го продаде 2 пати. Во прилог на одговорот Горијан Тозија ни достави и потврди за неосудуваност во Хрватска. Иако и самите оштетени велат дека пресудата има извршен карактер и тој треба да им ги врати парите, но Тозија тоа го избегнува 26 години. Тој ни го ускрати и правото да го прашаме зошто еден чесен човек би имал потреба да вади ваква потврда од држава на која не е жител. Почитувани гледачи, тоа беше се што ние можеме да направиме во врска со оваа тема. Од тука па натаму редот не на институциите, кои треба да проценат дали вакво лице заслужува да води една ваква државна институција. Добре дојде за Виктор Трифуновски, економски аналитичар, еден од ретките представници на неолибералната економска школа во Република Македонија. Добро ве најдов, поздрав до вашата емисија и до сите гледачи. Виктор, вие сте еден од ретките представници на либерал-капиталистичкото движење. Вие се залагате за либерална економија, но либералната економија во Македонија баш и не донесе некој голем просперитет. Ние ги имаме многу граѓани, впрочем, кои сметаат дека во време на Југославија се живеело подобро. Не би коментирал Југославија од аспект на кој што е наменета оваа емисија, меѓутоа доколку одиме во поситни детали за она што се случува во Македонија, а што се случува во развиените капиталистички земји, би сакал вашите гледачи да имаат во предвид дека постојат конкретни истражувања од руски економисти, конкретно Френк Ходоров и Јури Мальцев, кои што моментално живеат и работат во САД. Едниот има истражувано психологијата и
политичкото влијание на она што го нарекуваме нова олигархија, настаната во текот на приватизација, на она што се нарекува тајкуни, додека другиот го има истражувано она што го нарекуваме руско криминално подземје или руска мафија, да кажеме. Сакате да кажете, се извинувам, дека всушност овие луѓе не се представници на капиталистичката елита, туку се представници на комунистичката елита кои преку ноќ станале капиталисти на еден така полукриминален, односно полузаконски начин. Тоа се луѓе кои што се образовани во социјалистичко општество, тоа се луѓе кои што целокупната економија гледаат преку социјалистичко стакло, тоа се луѓе кои што капитализмот го гледаат преку социјалистичко стакло. Кое е социјалистичкото стакло за капитализмот? Па, ако ги читате сите оние имагинарни ликови од Оливер Твист, Чичко Том, па све до Ленка и така натаму, капиталистите се нели криминалци, луѓе кои што ги тлачат кои што го тлачат обичниот народ, кои што го експлоатираат работникот, па и кои што крадат на крајот на криштата и се помалку или повеќе под рака со политичарите. Она што се има случајно во реалноста, во земјите на чиј што стандард денес нели завидуваме, капиталисти биле Никола Тесла, Даймлер, Кох, Кодак, Рентген, браќата Рајт и така натаму и така натаму. Луѓето за кои што зборуваме, луѓето кои што ги испразнија нашите фабрики, луѓето кои што ја уништија нашата економија, себе си не се гледаат ниту како Тесла, ниту како Даймлер, ниту како Кодак, ниту како било кој гениалец кој што го има, кој што го сакаат да профитираат на некој начин без да придонесат во општеството. Они се гледаат себе си како негативците од песната Ленка. Они себе се гледаат како Крис Бамбл од романот Оливер Твист. Они себе си така се гледаат, они себе си така се доживуваат и они ги имаат правено законите за приватизација, за себе си да се овозможат таква позиција не само во стопанството, туку и во совкупниот живот. Во оваа емисија ние разгледуваме еден така сличен пример на човек. Тој не е капиталист, но односно не е нели некој бизнисмен или богаташ, но е човек кој доаѓа од прилично комунистичко милје, од фамилија која дури во времето на комунизмот била високо етаблирана и во службите. Човекот кој го анализираме во оваа емисија направил одредена измама. Дали комунистите во капиталистички услови се склони да се однесуваат вака? Па примерите од Јадран до Пацифик го потврдуваат токму тоа што го збориме. Значи, ако тргнеме од првиот човек кој што, ајде да кажеме, има почнато капиталистичката економска мисла, Адам Смит. Он вели, колку ќе му продадете на остатокот од светот, толку многу ќе се збогатите. Видете Германија, на која што сите, значи што животен стандард сите воздивнуваме. Германија нема ни 5% од вкупната светска популација, а има преку 20% од вкупното светско производство. Тоа е тој капитализам за кој што пишува Адам Смит. Кој производ го знаете? Во Македонија немаме капитализам? Па кој производ го знаете кој што нашето стопанство со кое што нашето стопанство го има освоено светот? Смоки. Смоки се продаваат од Вардар до Триглав и може да уште у пар држави. Апсолутно ниеден производ не значи ништо на светските пазари. Колку, еве се гледат на гледачите дека им текне колку брендови, колку производи, колку марки ви текнуваат кои ќе спомнете Германија. Не може да ги изброите само во автомобилската индустрија. Тоа е огромна разлика. За да се промени сето тоа, некој ќе каже промена на мајнцет, тоа не е мала работа и потребно е да поминат генерации. Меѓутоа се почнува во образовниот систем. Значи луѓе растени со книги на Карл Маркс, на Чарлс Дикенс, Хариет Бичер Стоун или не знам Иван Цанкар, никогаш нема да размислуваат како оние кои што го создаваат германското стопанство. Ќе размислуваат како оние што ги има Русија. Како олигарсите. Токму така. Значи, наместо Карл Маркс, треба да се води Лудвиг фон Мизес. И неговото контрачетиво на капиталот, човеково дејствие. Во нашата држава, културниот сектор е со 100% зависен од државата. Во Македонија не може да се сними филм, серија или било што без да има дотација од државата. Но можеби ние сме мало општество, немаме пазар за тие активности и државата е тука неопходна. Па се поставува прашањето, дали вие како либертаријанец сметате дека во Македонија би се снимал еден филм или би се издала една книга доколку нема помош од државата? Воопшто не ми е грижа. Не сакам да финансирам проекти
луѓе, настани, кои што не ги гледам, воопшто не ме интересира. Меѓутоа, тоа не значи дека го одбегнувам одговорот на вашето прашање. Погледнете целокупната македонска култура, на која што се гордееме. Кој министер и со кој фонд ја има создадено? Значи, кој ќе ги оставите луѓето да творат, дури и на пониска писменост од ова што имаме денес, тие ќе создадат нешто повредно. Кога ги имате овие фондови денес, као стручни, а всушност политички определени, вие добивате што? Со што нашата култура го има освоено светот? Знам, има луѓе, Владко Стефановски. Владко Стефановски не должи ништо на никакво министерство, на никаков фонд. Да не набројувам имиња понатаму. Или, да кажеме, најголемата индустрија за забава. Јас сега не сум тука многу нешто стручен за култура, меѓутоа историските факти тоа го велат. Ја дебатираме вашата економска доктрина спротивставање на културата, односно како таа ги решава овие проблеми, затоа што целта на секоја доктрина е да го направи животот подобар и да реши одредени проблеми. Апсолутно. Најголемата индустрија за забава во историјата е Холивуд. Холивуд не настанал благодарение на никакви државни фондови, на никакви не знам донации, на никаква помош за млади уметници. Оној кој што е уметник инвестира во себе. Како што инвестирате вие, што не знаете дали оваа емисија ќе се гледа или не и дали ќе можете да живеете од тоа или не, како што инвестира техниката во оваа техника која што е околу нас, како што инвестира земјоделецот во било што, а и тие би требале да бидат оставени на пазарот. Квалитет се раѓа тогаш кога квалитетните луѓе нудат квалитетни идеи. Кога имате државни донации, кога имате политички одредени фондови, луѓето не мислат на квалитет. Мислите дека државата дава пари во културата, односно плаќа да се прават филмови за идеолошки да влие? Па не верувам, не гледам некаква идеологија, иако повеќето, некои од тие филмови би ги гледал. Меѓутоа, најголемите филмски ремек дела, почнувајќи од најголемите филмски ремек дела, па натаму немате никаков удел на државата. Не би рекол дека денес имаме некоја идеологија во филмовите, иако може да се препознае, меѓутоа тоа не е нешто главно. Јавна тајна е дека луѓето кога сакаат да дојдат до државните фондови, треба да исполнат и одредени политички услови. Дали е тоа блискост до некој што ги дели парите, дали е тоа под притисок на некакви партиски структури или така натаму, јас не навлагам. Меѓутоа факт е дека огромен дел од буџетските средства не само за култура, тендери и така натаму, идат по таа линија. На таков начин не се создава квалитет, ниту некогаш се создал било каде. Добро, господине Трифуновски, како да го решиме овој проблем со тајкуните во Македонија? Ги има многу, ги има во секоја можна фела и со секоја власт тие се повеќе ги зацврстуваат своите позиции. Како може да се реши овој проблем со комунистичките тајкуни? Има потребна конкуренција од млади предприемачи. Но тие ја сузбиваат таа конкуренција. Во Македонија не може да се пробиете како млад предприемач. Значи, тоа е веќе навлегувано во сферата на политиката. Мора да се појави политичка опција која што нуди економски либерализам, луѓето да го сватат, да го прифатат, да го изгласаат и на таков начин да создадеме услови да во Македонија создадат вистински предприемачи кои што нешто создаваат, кои што со нешто го освојуваат пазарот. Не само што ваквите луѓе би биле маргинализирани, туку новите генерации кои што доаѓаат ќе успеваат во приватни фирми, ќе бидат зависни од светските текови, а не од тоа дали имаат партиска книжка или не. Измамниците се проблем на системот или се проблем на нивната психологија? Па одговорот би бил и едно и друго. Меѓутоа, универзално некое решение во овој момент со готова приватизација не постои. Потребна е промена на мајндсетот на младите луѓе и време за тие луѓе да бидат маргинализирани, односно нивното влијание. Мислите дека најголемите комунистички директори и кадрите кои произлегуваат од тие времиња во Македонија би можеле да бидат економски успешни доколку има рамноправни услови за сите? Немаат шанси. Каде се да инвестираат онаму каде што има огромна конкуренција. Еве имаме јаки банкари во наводници.
Имаме луѓе кои што не знам работеле нешто во металургијата. Каде се да отворат фабрика онаму каде што има огромна конкуренција. Онаму каде што не им даваат бесплатна вода. Или каде што нема лиценца од државата. Или каде што нема лиценца од државата, или каде што нема лиценцирање дури на самиот кадар. Зборам конкретно за банките. Можеме да одиме понатаму сектор по сектор, резултатот е ист. Впрочем, како Македонија ги отвора границите и како се повеќе и повеќе влегува во некои светски текови, дали е тоа освојување на пазарот, дали странскиот капитал кој што доаѓа овдека, таквите луѓе се повеќе и повеќе живеат од камата и дивиденда.